Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Христијан Мицкоски се профилираше како главен извор на лажни вести и невистини. Последната конструкција, нарачана и спроведена од кујните на Белиот дворец и нивните курири, е целосно разоткриена. Нема никакво местење на тендер за опремата на МНАФ. Тоа е уште една од многуте лажни вести на ВМРО ДПМНЕ. Фактите за овој случај ги потсетија граѓаните за неспособноста на ВМРО ДПМНЕ, непотизмот и нивните сомнителни шеми. Над 5,5 години ВМРО ДПМНЕ не била способна да обезбеди нова опрема неопходна за македонското небо. Се одело дотаму во неодговорноста да биде загрозена безбедноста на граѓаните, секако и безбедноста на нашето небо. Меѓу оние што директно се поврзани во овој случај е и таткото на Никола Поповски, поранешниот министер за надворешни работи од ВМРО ДПМНЕ, кој воедно е и потписник на јавната набавка. Денеска истата таа ВМРО ДПМНЕ шурува со луѓето што ја ставиле во ризик безбедноста на граѓаните, креира случаи и шири лажни вести. По сите искажани невистини, по сите демантирани лаги, по сите измислици, Мицкоски треба да се охрабри и да излезе пред граѓаните и јавно да се извини за сите кажани лаги и невистини. Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ се уште должат одговори. Каква е поврзаноста меѓу Јанакиевски, Мисајловски, Јанушев и Чепуњовски? Зошто не се потпишувал договорот со компанијата која била избрана на тендерот? Почитувани граѓани, ништо не се менува во ВМРО ДПМНЕ. Немаат план, немаат идеја. Ништо добро да направат и ништо конструктивно да направат за граѓаните. Тоа е истата партија, заглавена во одбрана на криминалот на Никола Груевски, секако и за ширењето на лажните вести во државата. Ви благодарам.